Карти од голема Албанија, потсетување на минати желби за Албанија без граници, фалење дека ги направил албанците господари во Македонија. Се ова се зборови и пофалби од устата на Али Ахмети на половина година пред изборите. Според познавачите, од се ова обичните граѓани албанци не добиваат ништо освен најобичен популизам и непотребен национализам. Новинарот Бранко Геровски вели дека ова е обичен политички циркус како јасен старт на предизборната кампања од страна на ДУИ. Ова е класичен предизборен фолклор на кој во Македонија ние веќе сме навикнати. Во секој предизборен циклус ние гледаме исти пораки, гледаме ист начин и ист обид да се привлече вниманието на избирачите. Дали со подклекнување на ваквите политички агенди, со приклонување кон ваквите национални каузи, нешто објективно се добива. И мислам дека луѓето резонираат по еден едноставен начин. Кога веќе ништо не се губи, барем добиваме циркус. Геровски повика на сценска и политичарите од албанскиот политички блок, велејќи дека ваквите потези се најмалку потребни со оглед на тоа дека живееме во чувствителни моменти. Според него, нормално е чувствата на македонските граѓани да бидат повредени по едни вакви потези, а вината треба да се бари кај македонскиот дел од власта. Вели македонците се повредени бидејќи ова се случува среде Македонија во моменти кога се бара државава да направи голем број отстапки по бугарски диктат, за да може воопшто да се надева на светла европска иднина. Таа тензија која се создаде во овој претходен период, потекна од силниот притисок македонците сепак да направат уште една голема, значена отстапка во поглед на сопствениот идентитет, а за некаква добра европска иднина на земјата заради преговори, преговарачка рамка и така натаму, создава една тензија кај македонците и известно ниво на недоверба кон албанскиот политички фактор. Според Геровски, за говорот на Ахмети и картата од голема Албанија потребна била пожестока реакција од Димитар Ковачевски, кој не виде ништо проблематично во картата и зборовите на коалициониот партнер. Геровски вели наместо да се повикува на комунални закони, премиерот најмалку што можел е да испрати осуда за овој потек.